Слика како по војна ги пречека жителите на скопската населба Ново Лисиче ова утро. Непознати сторители под закрила на ноќта извршиле масовен вандализам врз паркираните возила, оставајќи зад себе огромна материјална штета. Како го скршим најкуму. Иван, ова е 400 евра. Испукани гуми, искршени ретровизори и уништени бандажи. Ова е билансот од вандалскиот поход утрово на паркингот во Ново Лисиче. Оштетени се 40 на возила. Хаосот прв го забележал еден од станарите на Аслом 124 кој излегол од дома околу 4 утринава. Откако забележале и другите соседи дека и нивните гуми се на бандаж, ја повикале полицијата. Сабаре кога станавме, кога ги видов колите какви се, катастрофа. Мислам само мојата дека е. Кога погледнав лево десно, што да видам? Сите по 4 гуми избушени, сите долу. Ретровизори, све покршени. Да, колку штета имате направено? Па ја со двете коли околу 700-800 евра штета направена. Очевме дека на поголем број први на нашите возила, на поголем број на возила се избушени гумите, буквално сите 4 по возила. Некаде ние што избројавме се 32 возила кои што се избушени на самиот паркинг. Жителите велат дека во населбата владеела вообичаена атмосфера и дека ништо не наговестувало на ваков инцидент. Фактот што нападот се случил во раните утрински часови укажува на тоа дека сторителите ја искористиле слабата фреквенција на луѓе и полициски патрули. Овој тежок вандализам ги вознемири, но и ги загрежи жителите, бидејќи се случува на паркинг кој е дел од стамбено домување и се наоѓа на слепа улица. Она што им е најсомнително е дека неколку возила кои не се од овие згради биле заобиколени во овој инцидент. Не знаеш кој да се сомневаш прво. Тука паркират и од другите згради. И сега што се случува? Сите коли избушени гумите, таа кола што е од другите згради не е избушена, прескочена, следната натаму па избушени уште 5 коли. Ова е пример на веројатно класичен вандализам од страна на некој кој што од различни причини екивен можеби на самите станари. Инаку ова не е прв пат ние да го воучиме. Во претходните месец-два голем број на возилата беа искршени ретровизорите, да. И бе шофешармите, да. Некои од нив има и навистина повремени штети, но МВР веќе работи на случајот. Се проверуваат снимките од околните камери за видеонадзор во обид да се идентификуваат лицата кои стојат зад овој чин. Додека штетите се проценуваат, кај граѓаните останува стравот и прашањето кој зошто би се одлучил на ваков радикален чекор за уништување на приватен имот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.